Грејната сезона во Скопје официјално започна, но топлината во домовите не ја почувствуваа сите граѓани подеднакво. Дел од скопјани утрово ги дочекаа првите млаки радијатори, но кај други топлата вода воопшто не ни протекла до грејните тела. Жители на Карпош и Капиштец реагираа дека немаа централно грејење на стартот на сезоната. Центарци пак се задоволни, радијаторите грееле кај оние кои ги сретнавме денеска. Не се надева дори дека ќе има. Станувам, пипам млакачка и добро. Сино века немаше, затоа пробам се вале околу 7 веќе затоплено. Па со доглед на времето добро беше дека не е многу ладно. Па луѓето претежно се жалат, што сум слушнал, да. Општа мизерија. Како не ми е срам само. Видите, кај мене има сега, али тоа е, не знам, скроз слабо. Скроз. Не сум задоволен општо. Немам парно. Се гледам на термо. Па добро, моментално се уште е рано, али се припрема и ќе биде. Ќе биде, секоја година е добро. Па немаше, да ти кажем, уклучени. Така е птен млако, не. Туку Карпош сум. Правилникот за снабдување со топлинска енергија налага радијаторите да греат кога надворешната температура е по 12 степени, а во домот треба да биде обезбедена топлина од најмалку 21 степен. Испораката на топлинска енергија ќе се одвива секојдневно согласно строго утврдените правила и дијаграми што зависат од атмосферските услови и надворешните температури. Според правилата, во месец октомври и првата половина од ноември, кога временските услови често се менуваат, снабдувањето со топлинска енергија ќе зависи од температурата на воздухот. Дополнителна грижа кај скопјани предизвикува и најавата од ДСМ дека од 13 до 17 октомври е можен прекин или намалување во испораката на газ поради ремонт на регионалните гасоводи и турски тек. Сепак од компанијата уверуваа дека расположливите количини на газ ќе бидат доволни за непречена испорака на топлинска енергија, а евентуалните краткотрајни редукции нема значително да го нарушат комфорот на потрошувачите. Од ДСМ апелираат граѓаните да обезбедат пристап до топлинските станици и навреме да пријават евентуални дефекти. Во Скопје преку системот на компанијата се опфатени 62.600 активни корисници, кои очекуваат топлината оваа есен рамномерно да стигне во сите делови на градот.